Децата од Киселавода имаат ново катче за дружење. На улицата Христо Татарчев, спроти општина Киселавода, поставен е нов замок за деца, кој се простира на 100 метри квадратни. Добро дојдовте во урбаните вести. Ова беше само најава, а еве што останато ќе видите во вестите. Првата група деца замина на бесплатен одмор. Пуштен во употреба новиот пензионерски дом во населеното место Љуботенски пат. Продолжен рокот за отплата на заостанатите долгови за вода. Градинката Кочарацин во Капиштец по 67 години ќе добие нов објект. Црвениот крст на град Скопје е подготвен да реагира во случај на топлотен бран. Општина Бутел денеска свечено го пушти во употреба новиот пензионерски дом во населеното место Љуботенски пат. Ова е четврти пензионерски дом во општина Бутел, а градоначалникот Латиновски продолжува со изградба на вакви објекти за одмор, дружење и средби на пензионерите во сите населени места. Томислав Атанасовски. Во населеното место Љуботенски пат во општина Бутел денеска свечено беше пуштен во употреба новиот пензионерски клуб за граѓаните од ова населено место. Пензионерскиот дом свечено го пуштија во употреба градоначалникот Петре Латиновски, председателите на Сдруженијата на пензионери Драги Аргировски и Љупчо Димовски, како и бројни пензионери од населеното место Љуботенски пат. Ова ни е веќе четврти пензионерски клуб кој го отвараме, меѓутоа овдека го имаме изградено од темел. За ваша информација, негдека околу 70 метри квадратни со уреден простор, со внатре самите можете да видите пристојно направена просторија и простор кој што ќе го користат пензионерите. Сигурно дека се прашувате колку кошта, колку чини овој изградбата на овој пензионерски клуб. Сега кога ќе ви кажам дека не чини ниту 500 евра од метар квадратен, ниту 700, туку чини негдека не кошта околу 50 до 60 евра по метар квадратен. За јавноста да знаат дека со тие средства е направено. Тоа е пред се, ја користам ова прилика пред се да изразам благодарност до граѓаните, до мештаните на ова населено место, бидејќи активно се вклучија, посебно до советникот кој што ја предводеше ова акција од вашето населено место, господинот Далибор, како и материјалите кои што ги обезбеди општината Бутел со донација некои од нашите поддржувачи кои што помагаат за побрз развој на општината Бутел. Општината Бутел, како нова општина, која што идната година 2015 ќе го слави својот прв јубилеј, 10 години од формирањето, постоењето, сме на вистинскиот пат, заокружувајќи ги сите оние сегменти кои што и приличат и доликуваат на една општина, да има и грижа за пензионерите, грижа за младите, и за уметноста, и за културата. Да му се заблагодарам на градоначалникот Петре Латиновски, кој на вистина е пример како треба да се работува локалната самоуправа со Сдруженијата на пензионерите, со возрастните луѓе. Ова е уште еден пример на еден многу убав објект, пензионерски клуб, кој ќе служи за меѓугенератска соработка, кој ќе каде ќе се дружат и млади и стари, но и што е најважно, ќе надминуваат постарите депресијата, ќе бидат едукативно надградувани и што е исто така многу важно, ќе го живеат активно животот во тето животно доба, а само со здраво и активно старење можеме да се дичиме дека еве и Сојузот, еве и градоначалникот и нашето здружение се борат да ја имаме таа наша иднина, подобра иднина во тетото животно доба. Како председател на ова здружение, втора година, благодарение на градоначалникот, обстојавме, ќе обстојуваме со овие сега културни, како да ги кажам, клубови, 4 поред, имаме се уште 2, градоначалникот не ги спомна, испуштица во Бутел 1 и во Радишани на селбата, за скоро време ќе бидат и тие отворени, да пензионерите да се приберат и да уживаат во тие клубови. Ново изградениот објект од 70 метри квадратни ги задоволува потребите на пензионерите за средби и дружење за играње на карти, шах, табла и други игри. Пред самиот објект е изграден паркинг простор, а задниот двор на пензионерскиот клуб е хортикултурно уреден во мала градина. Средствата за изградба на пензионерскиот клуб се обезбедени од буџетот на општина Бутел.
Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска ги испрати дечињата која отворија сезоната на бесплатен годишен одмор. Околу 80 деца од социјално загрозените семејства денеска заминаа во Струга, а до крајот на летото на летување ќе заминат вкупно 2000 деца. Првата група од 80 деца денеска замина на летен одмор во Струга во рамки на владиниот проект за бесплатен годишен одмор и рекреација за семејства од ранливи категории. Од сега до крајот на август на секој 7 дена ќе се испраќаат нови групи деца, а во текот на летово ова право ќе го искористат 2000 деца. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска на меѓуградската автобуска станица во Скопје испрати првата група деца кои ќе ја користат бесплатната услуга за одмор и рекреација. При што нагласи дека децата кои го користат ова право се од 5 до 8 оделение, а вредноста на целиот проект е 12 милиони денари на годишно ниво. Во рамките на целиот проект во летниот период ќе бидат испратени на бесплатен летен одмор вкупно 2000 деца. Првата група е составена околу 100 дечиња и секој наредни 7 дена ќе оди на одмор друга дополнителна група помеѓу 100 до 200 деца во рамки на тие 7 дена. Проектот опфаќа 6 полни пансиони со доручек, ручек и вечера, дополнително најразлични културни, забавни, спортски активности. Дечињата се од 5 до 8 оделение, вкупно 2000 дечиња. Вредноста на проектот и средствата кои што ги издвојува Министерството за труд и социјална политика се околу 12 милиони денари на годишно ниво за реализација на овој проект за бесплатно летување на деца од семејства приматели на социјална парична помош, приматели на посебен додаток, односно деца со пречки во развојот, како и деца без родители и родителска грижа. Сузана Тунева-Пауновска од Црвениот крст на град Скопје информираше дека Црвениот крст на Република Македонија и годинава се вклучува во проектот на владата со присуство на голем број волонтери и посебно изготвена програма за сите денови на децата да им бидат осмислени и интересни. Црвениот крст ќе се погрижи децата да имаат прекрасен и безгрижен одмор во одморалиштата во Струга. Сакам да кажам дека во бројката од година на година се повеќе и повеќе се зголемува од страна волонтерите кои што сакаат да бидат дел од овој проект на владата на Република Македонија, се со цел да предизвикаме поголем број на детски насмевки. Имаме изготвена посебна програма за да сите тие денови бидат осмислени. Оваа година новина е тоа што ќе ги вклучиме и спасителите од Центарот за безбедност на вода, кои што во текот на деновите на престој ќе организираат и одредена настава по пливање за сите оние кои што ќе сакаат да научат да пливаат. Во рамките на проектот и во рамките на тоа што значи организиран престој во одморалиштата во Струга, ќе вклучиме исто така волонтери од различна возрастна структура и професија. Значи овдека имаме голем број на социјални работници, волонтери во Црвениот крст, психолози, исто така и голем број на млади од клубот на млади. Целата програма е направена согласно сите оние научени лекции од претходните години и секоја година сме се подготвени и подобро спремни за да ги реализираме сите оние детски потреби во текот на едно летување. Градинката Кочо Рацин во Капиштец, изградена пред 67 години, ќе биде целосно урната, а на незино место ќе биде изграден нов објект, што ќе биде отворен во јуни 2015 година. Дотогаш дечињата од градинката ќе бидат сместени во други градинки на територијата на Општина Центар. Општина Центар денеска информираше дека старата градинка Кочо Рацин во Капиштец, изградена далечната 1947 година, со азбестни циментни ѕидови, стар мебел и кујна која одамна го ислужила своето, конечно замина во историјата. Оттаму информираат дека веќе започнале подготвителните работи и отстранувањето на стариот објект, пошто ќе почне изградбата на нова современа градинка, во која децата ќе се вселат во јуни 2015 година. Сега 170 деца се сместени во 4 други клонови на градинките на територија на Општина Центар. Новата градинка во Капиштец ќе има 2000 метри квадратни, ќе биде на 2 спрата и ќе го зголеми опфатот на деца од 170 на 250.
Од општина Цинтар соопштија дека се во градинката ќе биде ново, ќе биде градена според стандардите за енергетска ефикасност. Кујната ќе биде по ХАСАП стандардите. Дворот ќе биде збогатен со 140 високостеплести дрвја. Ќе се реконструира детскиот брод, а за децата ќе бидат набавени нови квалитетни играчки. За новата градинка општина Цинтар издвои 112 милиони денари од нивниот буџет. До 15 јули е продолжен рокот за отплата на заостанатите долгови за потрошена вода без камати и бесплатно легализирање на диви приклучоци за вода, известуваат од јавното претпријатие Водовод и канализација. Поради огромниот интерес на граѓаните своите заостанати долгови за потрошена вода, тужени или редовни, да може да ги отплатат на рати без пресметана камата за задоцнато плаќање. Претпријатието го продолжува рокот за склучување договори за плаќање на рати без камата и без нотарски трошоци. Плаќањето и понатаму ќе може да се изврши на благајните на јавното претпријатие Водовод и канализација во целост или со склучување на договор за рати. Од претпријатието апелираат до сите корисници да го искористат рокот до 15 јули и да ги подмират своите долгови без камати и нотарски трошоци. Заклучно со денешниот ден, склучени се над 2500 договори за плаќање на заостанат долг на рати без пресметана камата за задоцнато плаќање, информираат од Водовод и канализација. Како и изминатите години, така и оваа Црвениот крст на град Скопје е подготвен да реагира во случај на топлотен бран. Волонтерите ќе бидат на најфреквентните места во градот и со ладна вода ќе ги освежуваат граѓаните, а медицинските лица ќе даваат помош на сите кои ќе се пожалат на лоша здравствена состојба. Патролирање на мобилни екипи составени од лекар или парамедик низ Скопје, дистрибуирање на вода, флаери со совети, мерење на притисок на граѓани кои ќе се пожалат на тегоби, а за потешки случаи ќе биде обезбеден и транспорт. Се дел од активностите на Црвениот крст на Скопје кои се планираат во случај на топлотен бран. Како што информираат од Црвениот крст, за активностите ќе бидат ангажирани 40 волонтери од тимот за одговор при катастрофи, 10 волонтери од тимот за спасување на планина и 5 возила, од кои 3 ќе патролираат низ градот, а 2 на водно и матка. На телефонскиот број 3221 кој функционира од 16 јуни, од 10 до 18 часот, дежурни волонтери даваат совети и корисни информации, поврзани за превенција од евентуални несакани последици по здравјето. Германија-Франција е третата четвртфинална двојка на Мундијалот во Бразил. Тенискиот Гранд Слем Вимблдон денеска ќе ги добие четвртфиналните двојки во машка и женска конкуренција. Вестите од спортот се по рекламите.